Оризопроизводителите ги изнесоа тракторите кај селата Крупиште, Чифлик, Чешиново и Облешева. Освен повисока производна цена, бараат и интервентен откуп на оризот за време на жетвата, што ќе стартува за 1 месец. За протестот ја обвинуваат владата, бидејќи никој не одговорил на нивните барања испратени пред 1 месец. Оризот подхитно да се стави на заштита на растенијата, како што ставен тутунот и гројство. Бидејќи со оризот се манипулира, се увезува и ние останавме овде, така речено, сами да се снаѓаме, сами да најдеме пласмани и сето тоа што ние не сме во можност. Ние да најдеме пласман. Ние сме за да произведеме. Бараме да дојде министерот и премиерот. Цената 40 до 45 денари за оризова арпа. Во колку? Не најазу за сходно. Механизацијата и народот ќе останат на патот за 10, 15 и 20 денари. Земјоделците се жалат дека и со дополнителните 3 денари државни субвенции работат со загуба, а дури со минимална откупна цена од 40 денари за килограм арпа нема да можат да ги покријат ни основните трошоци за производство. Немаме откуп, многу цените се ниски, не се издржува веќе, не можеме да си покриеме трошоците. И имаме тука проблеми, имаме субвенции, дават пари за семенска роба, нема одека семенска роба да купиме. Значи сакаме сакаме едноставно да искараме повеќе производ, нема дека има семенска роба, кажи. Кој дава документи? Пред 5 години, да речем, или 7, иста беше цената, ѓубрето беше 500 денара на врекичка, сега е ѓубрето моментално 1500, нафта беше 50 денара, сега е 100 денара нафта и цело време упорно тера цената од 23 до 25, зависи од сортата. И они си терат, ние си работиме, ние си кршиме машините, здравето ни оде, времето ни оде и на крајот на нас што ќе остане? Ништо. Ова не е прв протест на оризопроизводителите од Кочанско, но велат дека сега не се повлекуваат. За сега нема најава до кога ќе продолжат протестите и дали повторно ќе бидат блокирани патиштата ширум Источна Македонија. Но едно е сигурно дека оризопроизводителите најавуваат дека доколку нивните главни барања не се остварат, тогаш повторно ќе излезат на улица. Земјоделците побараа итна реорганизација на водостопанство и менување на моделот и повторно враќање на водните заедници, бидејќи вака водата доцна им доаѓа до нивите, што им го намалува квалитетот, но и приносите.